Здраво Македонијо! Петочниот воведен коментар го започнуваме со досадни вести. 20 години сме земја кандидат за влез во Европската Унија, 20 години не сме ги започнале преговорите. Шефот на македонската дипломатија им порача на своите колеги од ЕУ дека мора да се престане со билатерализација на пристапувањето кон блокот. Од Варшава, каде учествува на неформален состанок на шефовите на дипломатиите, на земјите членки на ЕУ и на државите кандидати, порача дека ние сме најспецифичниот случај и години наназад бевме третирани неправедно и со двојни стандарди. Неговите очекувања за јасна перспектива ги поврзува со очекувања за јасни решенија, не само на зборови, туку и на дела. What I can tell you representing my nation is that we will be committed. Ќе бидеме посветени на реформите, што е составен дел од планот за развој, но на крајот на краиштата очекуваме Брисел како и земјите членки да исполнат многу јасна обврска што беше превземена кон Западен Балкан пред многу години. И таа обврска треба да значи проширување на терен, но исто така треба да значи конечно завршување на процесот на билатерализација на пристапните патишта на многу од земјите членки што доаѓаат од Западен Балкан. Тимчо, досадни сте бе. До кога со тоа? Дајте бе малку како бујар, доста со македонскиот. Сме имале бре ние европски идентитет. Како не се сетивте на тоа, ќе ми бранеле македонски идентитет. Тоа е толку не европски. И кога зборувате за идентитетот како да немало чувство од една страна или од друга страна, па еве некој запазувал, некој не запазувал. Ние се боревме за европскиот идентитет на оваа држава, бидејќи тој идентитет е без алтернатива исто така. Јас не преговарав со никого за македонскиот идентитет. Јас преговарав за европскиот идентитет на македонците и на албанците. Бидејќи е тоа мој идентитет. Тоа би било јас да му возвратам, а кој вас ви дава право да преговарате за мојот европски идентитет? Бидејќи албанците се прозападно ориентирани, тие се албанци, меѓутоа се истовремено и европејци по идентитет. Ова е европски. Доста со тие ретроградни позиции, бранење идентитет македонски. Земи европски, терај дале. Дури мислам дека треба и на некои неразбрани европјани да им објасниме дека не се доволно европјани како некои од нас, како на пример на овој неразбран човек. Македонија мора да продолжи по патот кон Европската Унија, но не смее да дозволи понатаму да биде жртва на уцени и изнуди. Пристапувањето да се заснова на мерит систем и копенхашки критериуми. Ова е заклучокот од средбата помеѓу председателката Гордана Силјановска-Давкова и председателот на Хрватска Зоран Милановиќ. Советот, значи, велел не на толку многу да, не заради неисполнувањето на копенхагенските критериуми, туку еве во овие 20 години заради прашања што на некој начин значат и бараат ревизија на историјата. Од Хрватска стигна силна поддршка за македонските евроинтеграции. Сепак Милановиќ нагласи дека Македонија не треба да трпи никакви изнудувања во замена за членството во Европската Унија. Вие сте оние кои ќе одлучите што е важно за вас. Немојте да бидете само жртви на принуда или некакво изнудување кога станува збор за членство во Европската Унија. Бе, до кога и вие од Европа со тоа не по цена на принуда и изнудување. Па зошто бе да не бидеме жртви на принуда и изнудување? Зошто? Ете, името го сменивме и почнавме преговори со Европската Унија. Сега уште идентитетот да го докасапиме и повторно ќе започнеме преговори со Европската Унија. Што е проблемот со тоа? Па зошто да нема малку принуда и изнудување? Дајте малку поевропско однесување. Што е ова? Зошто да не принесуваме жртви кон Божицата Европа? Земам лична одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавија со Европската Унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Земам лична одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. Така, тоа е прав манир. Земал човекот одговорност и товар, дури и по цена на неговата кариера, политичка кариера.
да сме направили уставни измени. Потерк на Бугарија се разбира. А знаеме колку силна кариера има во политиката. И каква политичка моќ пред се со 3-14 пратеници да го смени уставот. Па тоа е европско поведение и однесување. Јас да ви кажам вака на денот на Европа. Доста со тоа браниње интереси, идентитет, со тие победи над фашизмот, чие мига Џуро. Ене ти идентитет европски, готово. Ти објасни, Бујар. Океј, тоа македонскиот идентитет, ама македонците и албанците заеднички имале европски идентитет и тој бил најважен. Чија номе идентитетит северџанијут. Ама сепак, не е тоа доволно, луѓе, ке треба и малку европско право да се спроведува. Прво Уставниот суд на европски начин треба да го слуша Европскиот фронт, а кого друг? Што ќе му заповеда? А кого друг, нели? Законите? Мош мислит. Продолжува воинствената реторика на Ахмети, кој вчера на митинг во Гостивар повторно во име на сите албанци се закани дека поништувањето на евентуално неуставните одредби од законот за јазици ќе предизвика дестабилизација. Не сум ученик од училишта за националисти, туку на силните организации. Овие се лидери кои доаѓаат од салоните. Јас не сум политичар од салони, ниту од бисквити. Но со оваа политика не одиме напред. Размислете до каде стигнаа работите. Вчерашната одлука на Уставниот суд е дека овој закон ќе се одложи за 3 месеци. Што значи ова? Дали се преговара Охридскиот договор кој е загарантиран од САД, ЕУ, НАТО и е платен со крв од она? Така, доста со тоа право бе. Дајте малку европски манири, европски устав. Ако не, врт за врт спомнија учек крв, духот на рамковниот договор преку закани. И не само Уставниот суд, и другите судови треба да почнат европски да работат. Доколку екс-министерот за економија Крешник Бектеши се најде на обвинителна клупа за катастрофалниот пожар во импровизираната дискотека Пулс во Кочани, Дуи излегува на улица, вели за телевизија 24 лидерот на партијата Али Ахмети. Па како? Доста со тоа следење на правото, независни истраги, дрн. Не може Крешник Бектеши да биде осомничен. И тоа е тоа. Ако го осомничите, ке излезел Али на улица. Ако тој излезел на улица, немало враќање. Само не кажа дали ке излегува во Струмица на улица, во спомен на оној кој најмногу му фали джанам, Зоке Муртинац, со кој работата му одеше како песна. Ајде да го дослушаме Али. Евентуалното обвинение за Бектеши, за кој лидерот на Дуи вели дека е политички прогон, не само што според Ахмети ќе ги извади интегративците на улица, туку тие ќе дадат и поддршка на протестите на семејствата на кои им загинаа децата во Кочани, но и како што вели Ахмети, нема да се повраќа додека не се обезбеди неселективна правда и предвремени парламентарни избори. Јака идеја. Ке изедначува судбината на Бектеши, не дај Боже, со ужасот на родителите кои загубија деца во дискотеката во Кочани, за која па во моментов тој е осомничен и што ќе барал Али Ахмети на крај предвремени парламентарни избори. Бидејќи кога е на власт никој негов човек мува не го лази од прилика. Многу европски манери од мала речица. Ако Али Ахмети излезе на улица, враќање нема. Ќе ги поддржиме и барањата и протестите на семејствата на загинатите деца во Кочани, кои исто така бараат неселективна правда. Тој процес може да заврши само со предвремени парламентарни избори. Сејте бе мирни, хеј, немојте јас да излезам на улица, бидејќи ако излезам на улица, враќање немало, вели за себе Али Ахмети. И само избори ќе биле чарето после. Освен ако не ги бойкотираат изборите, бидејќи така делуваат тие европјаните од Македонија со европски идентитет. Ако некој го допре законот за јазиците, нема да дозволиме да се постават кутии за да се одржат локалните избори. Лидерот на Дуи од Липково се закани со попречување на изборниот процес. Në qoftë se preket ligji i gjuhës, nuk ka zgjedhje lokale dhe nuk mund vendosen kuti për të mbajtur zgjedhje lokale. Тој не рече дека ќе нема, ќе видиме дали ќе има локални избори. Вие сакате да му импутирате. Se preket ligji i gjuhës, nuk ka zgjedhje lokale. Европо победничке тешки чизми од таванот те газат. Европски чизми од фронтот. Не им чини што не се во власта и не може директно да го контролираат судството. Иако минатиот труд нивни е значаен и не ни мора да се во власта за да се саморегулира судството. Нели? Уште една европска епизода на тема право и правдина.
Со 2 милиони евра гаранција, Асмир Јаховски сепак излегува од притвор. Скопскиот апелационен суд му ја прифати жалбата на сопственикот на Пуцко Петрол и синапратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски, осомничен за перење пари во случајот за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино. Апелација ја прифатила гаранцијата која се состои од два дела, околу 1 милион евра со оставање хипотека на недвижен имот и 72 милиони денари или над 1 милион евра готови пари. При одлучувањето судот го имаше предвид предходно прибавениот позитивен предлог на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и мислењето на Вишото јавно обвинителство Скопје да се уважи жалбата на осомничениот со прифаќање на понудената гаранција. Па тоа бе, ова е веќе европска правда. Добро е што и за ова не го нервирате, Али. Инаку на две улици ќе излезе одеднаш. Ама ете, има правда, има мир во случајот. Уште за другите случаи за кои е заинтересиран ДУИ, да средиме и готово. Патем, тоа е партијата која цело време бара ветинг. А кога има, например, обвинение против нивни луѓе, тогаш нема правда, нема мир. Етничка правда било тоа, односно неправда и така натака. Бидејќи одамна знаеме дека најголем дел од нив се белите Божии ангели и не е возможно да сторат било каков криминал. А ако некој ги обвини, тешко него. Излегуваме на улица. И не се само овие заканите кои ги слушаме од нервозни поштарали откако е во опозиција. Прво ќе правеше нешто налик сецесија во Македонија и ќе го припојуваше Зајаз веројатно директно до Брисел. Ако не влеземе во влада, ќе влеземе во Европа, да знаете. Не влегоа во влада, ама и Брисел како да не сакаше веднаш да го прими Зајаз во Белгија, па следеше нова закана. Океј, не сме во влада, ама не сме Уставниот суд да работи за она за што постои да работи, да го штити Уставот. Инаку, дестабилизација на регионот, на Европа, па и на светот може да има. Синоќа заседавало председателството на партијата со проценка дека Уставниот суд закажал седница за да го укине законот за јазици и да го поништи Охридскиот рамковен договор и мирот што тој го воспостави. Овие постапки се дел од оркестрирана кампања на нелегитимната влада и представуваат сериозна закана за стабилноста на земјата и за меѓуетничката хармонија. В понеделник ќе заседава највисокото партиско тело за да се дефинираат конкретни мерки за спречување на обидите на владата за дестабилизација. Ги повикуваме сите актери во овој монструозен и крајно опасен план да ја прекинат оваа лудост, бидејќи последиците ќе бидат незамисливи. Последиците ќе бидат незамисливи. Ќе влеземе во Европа, ќе излеземе на улица во Европа. И не само тоа. А вечерва видео со кадри од конфликтната 2001 во кое главен лик Али Ахмети се споделува од партиските членови, функционери, како и од партиските групи на ДУИ. На снимките Ахмети е во униформа на УЧК и порачува дека досега не загубил ниту една војна. Што треба да значи видеото и дали ДУИ се заканува преку војни видеа? Телевизија 24 ги праша во мала речица. Оттаму само кратко тврдат дека видеото било спонтано. Видеата се од активисти, се споделуваат спонтано, не се организирани од партијата. Дел од приврзаниците и членови на ДУИ на социјалните мрежи го споделуваат видеото од нивниот лидер Али Ахмети во УЧК униформа, како врховен командант на ОНА. На видеото се слушаат воинствени песни за ОНА и за Ахмети. Во фокусот на видеото е обраќање на Ахмети, најверојатно од постар митинг или собир, кој изобилува со воинствена реторика. Јас доаѓам од народот, доаѓам од вашиот слој. Дајте ми го мечот, гледајте како го ракувам. Никогаш не сум изгубил ниту една војна, бидејќи војниците ми го подарија мечот. Вели меѓу другото Ахмети во видеото. Како ќе излегуваме на улица? Вака, бам! Видео од војничките денови, кога Македонија патем не смееше да се брани како што треба од терористичките напади. Демек, сејте мирни, командантов да не се активираат пак. Ке има незамисливи последици. Праќаше и писма Али и до ЕУ, и до Америка, и до други адреси дека можело да има дестабилизација на регионот. Ако бил чепнат законот за јазици или преведено, ако Уставниот суд не работи по диктат на ДУИ, што е типично европски, иако овој залет траеше кратко. По вчерашната УЧК Фейсбук офанзива, ДУИ денеска со војнички речник кажано се повлече на резервна позиција. Воинственото видео со стари снимки од 2001-та од партискиот лидер Али Ахмети во униформа на УЧК, кое членови и функционери на ДУИ вчера масовно го споделуваа на социјалните мрежи, денеска е избришано.
На видеото се слушаат воинствени песни за она и за командантот Ахмети, како и негово обраќање со воинствена реторика во кое порачува дека никогаш не изгубил војна. Во Дуи уште вчера се оградија дека тие како партија не стојат зад видеото, туку оти спонтано се споделува од партиски активисти. Како што спонтано се споделуваше, така и спонтано исчезна. И објавувањето и бришењето на видеото коинцидира со новата извршна наредба на американскиот председател Џо Бајден, која ги проширува условите за санкционирање на лица и членови на нивните семејства кои ја загрозуваат стабилноста на Западниот Балкан. Пас реко, пас одреко. А во старите добри времиња, кога беше шајка, со Заев, со Таче и си играа фудбалчиња по канцеларии, додека си летаа тендерчиња за лотарии и бизниси со струја, не само на зборови, туку и на дела можеше да покаже колку е европски ориентиран политичар. Пред изборието на голема врата ги враќа националистичките прашања. Лидерот на Дуи Али Ахмети викендов во Сопот отворил музеј во кој главен експонат е знаме со карта на голема Албанија, со делови на Македонија, Србија и Грција. Исто во музејот се изложени фотографии од команданти на УЧК од Косово, како Адем Јашари, но и ликови од воениот конфликт во Македонија, вклучително и самиот Ахмети во униформа. Картата на голема Албанија не е единствената провокација. Во медиумите се пренесува дел од говорот на Ахмети во кој тој наводно зборува дека идејата била Албанија без граници. Шуба во време бе кога европските фронташи можеа на дело да покажуваат како се гради со животот. Мислам, ова беше само јаготката на шлагот. Главното беше во следното. Националисти на Булгарија, нунка патор визит полни на Булгарија, го па ведвителе. Пикришт, пара се зидат проблеми на пален греке, киште, на паля греке, укрпуван пар дидме, че булгарот, ситуат, пара зидат се проблеми, што ше не јаме, да мос хапин чешće булгарот, потом бидат проблеми на пален греке. На кът кога? Уним такуар на авторитетот лартат штети, президенти, кралјministri, министри, јаштен кретари на Бугандар. Говориам такуар на партито националист. Партит националист. Че не шум диким, тек авторитетите штети. А дини си инфоне, всичко бугари, преđитнијом булгарами, но како македонец. Виштедниот попол, си е хора. Киште, да паля греке, укрпуван пар дидме, че булгарот, ситуат, пара зидат се проблеми, што ше не јаме, да мос хапин чешće булгарот, потом бидат проблеми на пален греке. Никогаш доста од ова видео во кое Ахмети признава како комуницирал и се договарал, посредувал меѓу грчките и бугарските националистички партии, кој кога да ја стиска Македонија во координација на Али, за да пројдат желбите и на грците и на бугарите, да не се расипе некој од нивните работи, од нивните планови. А македонците, кој ги врти? Заев, Таче, Димитров, Маричич и останатите беа тука да продаваат пувки дека еве влегуваме во Европа, само Бујар да ни го доодбрани европскиот идентитет. Но се случија избори, отидоа овие европјани во опозиција и порасна нервозата до ова ниво. Двете ми Македонец бе. Ги гледам како зборуваат како змии, како оваа земја да им припаѓа само на македонците. Велат, ако овие луѓе сакаат да зборуваат албански, нека одат во Албанија. Вака некој треба да оди во Бугарија, а друг во Албанија, но на кого ќе му ја оставиме оваа земја? Да, тука се изнамокри над македонскиот јазик и идентитет. Деме како тие за да зборувале албански требало да си одат во Албанија, иако никој не им го брани тоа буквално, тогаш ние другите ќе требало да одиме во Бугарија, пошто нели сме зборувале сигурно бугарски и сме галиба бугари, според Али Ахмети. Како што го координирале можеби и бугарските националисти на тие тајните средби на кои ги договарале балканските свињари околу Македонија. После следеа заплашување и навреди и од друг вид. Македонците како народ, нација може да унапреда само во комуникација и усогласеност и во добри односи со албанците.
инаку ќе ги голтнат србите, бугарите и грците. Со соживот, соработка можеме да ја зачуваме историјата, идентитетот, може да го зачуваат нивниот национален идентитет, зато инаку се дестинирани да не постојат воопшто. Ете, ние сме можеле да постоиме само во добри односи со албанците, инаку ке не голтнеле србите, бугарите и грците. Рау, ака ке не изедат. И без соживот немало да постоиме воопшто ние македонците, вели Али Ахмети. И конечно... Нека разберат нашите македонски сограѓани. Нека не ни ги гибаат јазикот и знамето, зашто за знамето и јазикот и хероите ќе се кренат од гробовите. И хероите ќе се кренат од гробовите. Овде најавуваше воскресение некакво на хероите, ако им ги гибал некој јазикот и знамето. Под некој мисли на нас, кој не нарекува бугари, кој говориме бугарски јазик, кој ќе исчезнат ако не му јадат рака од него. А тој ни дава од рака и гураби, и бисквити, освен кога после избори премиерот нема да го испрати во Европа, Унијата, мислам, туку ќе го испрати во фабриката за чоколади Европа, да си го дигне шекерот, кој му е очигледно паднат. И каде сме денес после сите овие изјави и провокации, закани и навреди? Тука... Директно прашан дали на предстојните избори би коалицирал повторно со ДУИ. Филипче не се одрече од Ахмети како пред тоа, туку рече дека биле подготвени да разговараат со сите политички партии. Ке разговараме со сите политички партии, меѓутоа принципите на коалиција значи дека коалиционите партнери прво треба да се почитуваат, понатаму да се целосно согласни околу програмите кои што ќе ги ветиме на граѓаните. Ето, околу програмите сте усогласени, да ви помогнам малку. И Ахмети, и ти, Венче, се согласувате дека треба македонецот да е жртва на европските интеграции, во духот на европскиот идентитет, кој претходно многу јако го одбранивте кога бевте во власта. И затоа не прцаат българите кога и да стигнат како што сакаат. А во предизборните математики се приклучува и Арбен Таравари, кој му прави услуга на Али Ахмети и на никој друг со овие очигледни обиди да го расцепи влен. Се разбира, и оваа коалиција на повидок е коалиција базирана на што друго, ако не, како што вели Венко Филипче, на почит и на принципи. Првите симптоми дека Алијанса за албанците ќе си замине од вреди се забележаа од моментот кога Таравари рече дека има канали за комуникација со ДУИ. Дека имало комуникација, потврди и првиот човек на ДУИ Али Ахмети. Ashtu siç e ka pohuar edhe zoti Taravari, kam patur një bisedë të shkurtër telefonike, asgjë më tepër. Според Таравари, причината поради која Алијанса не постигна договор со другите челници на вреди е тоа што тој сакал да оди на локалните избори со посебна листа на советници, на што другите не се согласиле. Сепак Ахмети вели дека има друга причина. Me angazhimin e partive politike në Vlen, në ekzekutivin e Republikës së Maqedonisë së Veriut e kanë devalvuar dhe poshtruar shqiptarët e Republikës së Maqedonisë. Ова е од неодамна, а пред 2-3 месеци, некаде околу февруари, ова беше ставот на Таравари за Али Ахмети. Али Ахмети ја преполни чашата. Време е за оставка. Ова барање го упати еден од лидерите на вреди Арбен Таравари. Преку Facebook објава тој бара оставка од лидерот на ДУИ Али Ахмети од политичкиот живот поради, како што вели, злоупотребата на власта и богатењето на неговото семејство. Ги наброи овие аргументи според кои, како што напиша Таравари, ја прават ит на оставката. Злоупотреба на власта што доведува до нечесно богатење на него и на членовите на неговото семејство, со децении држање на народот во заложништво со формулата кај нас вработен си, против нас уништен или заминеш во печалба. Водач на политичка група кој во моментов е обвинет за тешки корупцијски злосторства, близок соработник со повеќе лица кои се меѓународно барани. Драматична штета по животот на луѓето, особено на албанците. Во февруари Таравари бараше оставка од Ахмети, значи од ДУИ да си даде оставка. Поради злоупотреби, нечесно богатење, заложништво на народот, тешка корупција, соработка со меѓународно барани лица и нанесување штета на животот на сите, особено на албанците. 2 месеци подоцна имале веќе разбирање еден за друг Ахмети и Таравари. Си зборувале на телефон, 3-4 пати се виделе до сега, ке си соработувале и на локални можеби, ама па за Таравари ние се чудиме. Па Венко Филипче не исклучува опција соработка со ДУИ, иако СДСМ беше уништено на избори, токму поради јадењето бисквити од рачето на Али. Принципиелност до принципиелност.
Еве што Таравари зборуваше после формирањето на владата. Можам да разговарам со секого, но Ахмети и Села треба да сватат дека се во опозиција. Лидерот на Алијанса и министер за здравство утрово одговори на вчерашниот повик на Села за обединување на сите албански политички партии. Господинот Села и господинот Ахмети пред се треба да се критични дека се веќе опозиција, да се навикнат на опозиција, инаку нема никаков проблем. Со било кого во било кое време подготвени сме да разговараме. Така. Тогаш требаше да се навикнат на опозиција. А денес да се навикнат дека ќе го разделува, ќе го цепи влен гостиварскиот Обама. Набргу откако случајно сосема, нели, Ѓока Construction не успеа да го реализира тендерот за паркинг на клиничкиот центар. Не се преколеба ни откако Пуцко му го пуштија од притвор. Човекот кој му продаде багатела куќа во Тафталиџе, минатиот пат кога исто така имаше некои политички премислувања Таравари. Уште малку реторика од славните денови. Таравари од Струга се подсети на познатиот психоаналитичар Зигмунд Фројд и оцени дека Дуи има комплекс од гостивар. Фројд е психолог, тој беше невролог, но се занимаваше со психологија во Виена и една од најдобрите теории беа комплексите. Анализираше зошто одредени луѓе постојано се движат на одредено место, зошто толку често користат зборови, а јас се сетив на комплексот на гостивар. Видиш, само не се сетил како два пати стана градоначалник на Гостивар, со чии гласови како пресудни, што е фројдовска грешка исто така, а зборувајќи за Фројд, кој како него исто така бил невролог, исти барабар, колеги ке речиш, не можем ни да ги разпознам ако ги видам еден до друг. Вели Таравари дека Фројд анализирал зошто некои луѓе постојано се движат на одредено место. И тоа е поврзано со комплексите. Иако не треба некој пренаучен пристап за да се свати зошто некои луѓе постојано се движат кај ефтините куки во Тафталиџе. Бидејќи од Фројд дојдовме до тука. Го цениме храбриот чекор на господинот Таравари, кој многу порано разбра дека оваа влада не е ништо повеќе од антиалбанска влада, бидејќи дојде на власт со антиалбанска платформа. Во моментот кога ќе стане неприфатливо, несоодветно, тој може да си замине. Но ова се прашања на господинот Таравари, не на Дуи, ниту на Европскиот фронт. Каков пресврт на настаните. Си најде спотер Али за да прави бели во владата, иако математички е далеку од способен. Ама ете, има план. Ке злоупотребувал кочански протести, ке вози филм за етничка правда, зборам за Ахмети и Дуи, за антиалбански уставен суд и така натака, и ке направи се што може за да се спасат и тој и бандата друга од одговорност. Под се што може подразбира очигледно и посета на сточниот пазар за купување ефтини души, бидејќи ништо нема цена колку слободата на Али Баба и 40 разбойници. Да се изразам уметнички се разбира. Јас, кој сум наречен од некој од тие разбойници, бугарин кој зборувал бугарски јазик. Да сме начисто и за мојата судбина преговарал тајно и со грците и за бугарите. Океј, а околу принципиелноста во политиката без гајле и околу тоа дали Зијадин Села би го прифатил Таравари во коалицијата. Ако има добра понуда, ќе го прифати, ако добие подобра понуда, ќе ја прифати таа. Се во меѓувреме е само театар. Подсетување на Села кога беше опозиционо расположен. Европската унија бара конкретно. Таа папирологија треба да служи за нешто. Не гледаме ние да одговара никој од челниците на Дуи, нели беа тие дел од бившиот режим. Бившиот режим имаше две компоненти. Тоа беше ВМРО-ДПМН и Демократската унија за интеграција, Дуи, нели? А не гледаме некој нивен функционер да одговара. Што значи тоа сега? Дали тоа е вистина дека нема корупција внатре во Дуи? Тоа не е така, нели? Села во 2020 вели Дуи беше режим, иако па со нив правеше коалиција и по изборите во 2016 година, а направи и по изборите во 2020-та. Односно и ден се со оние кои, нели, не одговарале никогаш кога биле дел од коалицијата со ВМРО, не одговарале никогаш за се што правеле и направиле. И кои ги нарекуваше патем бизнис групација во светот на игрите на среќа. Председателот на партијата Зијадин Села вели дека и не постои друг начин на функционирање кога се работи за законот за игрите на среќа во кој е поврзана Дуи, за која рече дека од политичка партија се претвора во бизнис групација со игри на среќа. Како треба да се однесува еден пратеник во собрание кога ти доаѓат експресно решение за
толкување на дел од законот за игрите на среќа. Во прашање се милиони евра кои ќе влезат во сметката на функционери или директно на политичката партија ДУИ. Jemi përballë një masakre të vërtetë të gjyqësorit me 10 gjykatës dhe prokuror në kontroll total të BDI-s, pra ajo që kemi gjetur tregon për një kapje sistematike nga BDI të secilës gjykatë dhe të secilës instant prokurorie pa përjashtim. Исто така, ДУИ за села беа партија која прави масакр во судството, ги запоседнува сите судови и обвинителства. И сега е во коалиција со нив, а ДУИ пак, кои се закануваат на сите страни, измислуваат понижувања за албанците, додека пак на говорница на отворена сцена ги понижуваат македонците, па тие утре ќе влезат во влада, ма уште вечерва, ако имаат таква можност, да немате дилеми. И низ оваа призма да ги доживувате сите нешта кои ќе ги слушате периодов, а се на тема политички превирања, трансфери, старо-нови коалиции. Сите се во духот на една легендарна numera која следи. Ете, некаде е тоа баш така, ама умни сте, знаете и сами, да не ви продаваат басми ни оние кои демек научиле лекција од поразот, ни оние кои демек ќе го палат Балканот, бидејќи не се во власта. Моќта е секогаш во ваши раце, бидејќи освен демократија немаме друг избор. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со поранешниот министер за одбрана, додека го бранеше голот на македонската ракометна репрезентација, а денес министер за спорт Борко Ристовски. Ви ветувам супер разговор. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. И вечерва чест ми е да го најавам министерот за спорт, првиот ли министер за спорт во Македонија, Борко Ристовски. На времето министер за одбрана, сега направи еден апгрейд како министер за спорт. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер, благодарам. Прв ли си министер за спорт или на времето имало? Па пред 20 години имаше министерство кој што постоеше една година. И после една година веднаш се укина тоа министерство, така да Тогаш беше во поновата историја сум прв. А прв што бил и за одбрана и за спорт. Да. Прв пат си како министер гостин во вечерното шоу и така сакам да поразговараме за се што се случуваше во овие. Сега не е цела година, колку е, околу 10,5 месеци, така? 10 месеци, да, 10 месеци. На 24-5 јуни, така нешто. Да, владата почне со работа и прво следеше беше она трансформација, бидејќи нели беше агенција за млади спорт и требаше да се направи таа трансформација. Активно функционира министерството околу 7 месеци, 6-7 месеци, затоа што траеше таа трансформација 3-4 месеци, кој што навистина беше тешко. И ја прв пат се сретнав со оние административни потешкоти или проблеми за да се направи од таа трансформација од агенција за млади спорт во министерството. Беше доста голем предизвик, меѓутоа на крај на денот го завршиме како што треба и веќе сме 6-7 месеци, како што кажа факт. Што значеше таа трансформација во суштина или под прашање кога се фигуративно отворија вратите и ти влезе и седна на твојот кабинет, што се имаше на бирото како заостанати, не знам, долгови нереализирани, сомнежи за некакви трансфери и така натака. Тоа е едниот аспект, другиот е функционално, што значеше таа трансформација. Начекавме стварно една институција која што беше руинирана на сите нивоа може. До крај само ако за вовед, таа потпадна по некоја реорганизација
во владата под министерството на Артан Груби, народски кажано. За правда, не, за правда беше. За правда беше? А Артан Груби сакаше да го земе под Сакаше своje. да земе агенцијата за млади и спорт. Да, иако останеа тие луѓе што беа тогаш на власт, Како до сега, да? Ќе беше како до сега и агенцијата ќе беше под контрола комплетна на Артан Груби. И предпоставувате Нема никаква сами... логика да биде таа во Министерство за политички систем, но ете, си има тие своја логика. Па си прави они како што некоја. мислат дека треба да прават. Среќа што се смени работите за да пробаме да ги поставиме работите барем на нула. Начекавме на институција која што комплетно беше руинирана на сите нивоа, организационо, финансиски, под сомнежи за перење пари од околу 5 милиони евра, има обвинети. Да, има случаи за Поранешниот тоа. директор е обвинет за тоа, претходниот директор е обвинет за тоа. Значи, двајцата, последниот и предпоследниот директор се обвинети за перење на финансиски средства од околу 5 милиони евра. Така да може да замислите и уште тројца вработени во Агенцијата за млади спорт тогаш на сево тоа обвинение. Така да може да замислите каква институција начекавме. Успеавме да за овој краток период 6-7 месеци прво што направивме ги суспендиравме оние луѓе кои што се под обвинение на страна и ги суспендиравме за да немаат апсолутно никакво влијание или допирна точка да не може да повторат делото. Така да организационо се реструктуриравме, направивме стварно една екипа која што во овој момент функционира, да не кажам безпреконо, меѓутоа на едно доста високо ниво. И сите оние почнавме да ги решаваме проблемите. Проблеми колку сакате, недовршени базени, недовршени игралишта, тужби за неисплатени средства од еден куп компании, затоа што не се, видите, базен еден за да завршите треба околу 12 месеци, а овие базени кои што ги почна, они мислам дека 4 години траат, ги почна пред 4 години, се уште не беа допред да седнеме ние, не се работеше на нив. Имаше и почнати од време на предходното А големиот базен во Охрид, мислам дека е 9 години. Пред 9 години почна, така да не само предходната власт која што е 7 години, и онаа другата во тие 2 години заглавила, меѓутоа овие 7 години, за 7 години се прави сериозно многу проекти, сериозно многу работи, а не да завршите еден базен кој што е од круцијално значење за Охрид и за Македонија, Ние во Охрид имаме и за спортот. баш затворен базен, бидејќи не е отворен. Да. Така да почнавме да ги решаваме тие проблеми. Од каде попрво? Буџет доволен ли имате? Како сте? Мислам секогаш фалат пари, ама како сте генерално задоволни? Па добро, мислам дека многу е важно да имате добра комуникација со владата, со Министерството за финансии, со председателот на владата и да тој го поддржува спортот во конкретниот случај. Ние сите три работи ни одат добро. Владата ни дава поддршка затоа што и сите во владата и председателот на владата се свесни дека спортот има круцијално значење за развој на едно општество, за една држава и преку спортот можете и да го продобрите здравјето на населението, и да изградите здрави луѓе, не само физички, него и ментално. Здравје, да. Менталното здравје, да едуцирате млади деца да се оттрнат од оние сите модерни пороци на денешницата, телефони, PlayStation игри и сите оние други штетни пороци. Така да сите се свесни, имаме огромна поддршка од сите институции и начекавме на една институција која што апсолутно беше со многу малце средства на сметката. Имаше нише брата, зема и плата вработени? Па има, да, имаше, да, точно имаше. Сам да кажеме, имавте што да редуцирате, предпоставувам. Па редуциравме, меѓутоа тоа не се доволни средства за да функционирате на ниво на кое што јас мислам дека треба да функционира Министерството. Како што кажав, организационо се ги средувавме работите, тековно сега можам да кажам и дека сме на доста едно сериозно ниво. Почнавме да ги решаваме проблемите, сите овие базени кои што беа почнати, ги решававме проблемите и мислам дека до лето, до почетокот на лето сите оние базени 5 кои што се приоритет ќе ги завршиме, што е огромен плюс за Министерството, меѓутоа е огромен плюс и за градовите и општините во кои што се тие, затоа што на крајот ден конечни корисници ќе бидат сите млади деца, сите граѓани кои што ќе имаат интерес и имаат желба да ги користат тие базени. Ќе ги завршиме тие, за многу кратко време ќе почне и продолжувањето на градењето на базенот во Охрид. При крај сме со
со проектот затоа што правиме некои измени во проект. Така да тоа се некои Се работи кои што ги одглавија некои работи, затековме сега да кажете, да. после 4-5 години стоење и исплативме тие субвенции кои што една година заостанува или се должија на спортот или на спортистите, ги исплативме во висина од 550 милиони денари, ги исплативме тие, ги почнавме сите овие проекти, почнавме реконструкција на салата во Расадник, ја реконструиравме салата во Радовиш, изградивме до овој момент мислам дека околу 23 спортски мултифункционални игралишта. Така да мислам дека во добар правец одиме. Поддршка финансиски нормално кажавте вие парите никогаш не се доволни, меѓутоа имаме добра поддршка, добар буџет имаме и се додека го работиме и ги трошиме парите на оној начин на кој што треба да ги трошиме, секогаш ќе имаме поддршка од владата и од председател на владата. Ова беше едно фино заокружување вака, како за старт ќе кажам, на делот работите кои што се повидливи, кои што ги имате сработено или ставено на шини во изминативе 6-7 месеци откако Министерството започна да функционира како што треба, нели, после таа трансформација. Пак се еден чекор назад малку, генерално вака како човек да ја прашам. Како одеше тој шифт од спортска кариера, од едно друго темпо на живот, друга динамика на живот, па добро, после одреден период, нели, во Вардар имавте функција во извршен директор во управата, сега да кажам. Значи, искуството во менаџирање на нештата, се калеше можеби во Вардар, ама сега одеднаш свет на политика, иако добро, не си во светот на политиката, председател на комисија за спорт на ВМРО и така натака, ама нели друга димензија, стануваш министер, веќе имаш еден сосема нов свет, прво за откривање, после за менаџирање. Како оцениш дека се снајде како се снаоѓаш во министерската функција? Јас сум тип на човек кој што пред да стана министер, нормално секогаш сум го кажувал она што сум мислел да го кажам. Сега политиката е малце различно, треба да балансирате со односот и со она што го кажувате и начинот на кој што кажувате, имате огромна одговорност. Во тој дел ми беше малце потешко. Ја кажавте добро и вие, јас сум во политиката како председател на комисијата подолго време, меѓутоа и генерално за секоја работа, се што сум правил во животот, правам со план, ништо не ми било неплански, значи јас сум се спремал еден ден за евентуално доаѓање на оваа позиција. Меѓутоа најмногу ми помогна работата со РК Вардар, како извршен директор, за да осознам како да тие работи организационо, да знаете да ги менаџирате и луѓето, меѓутоа и ситуациите кои што секојдневно доаѓаат нови и нови проблеми, вие треба да наоѓате проблеми, решенија за сите проблеми кои што доаѓаат тековно, дали ги наоѓате одма, дали ги оставате за подоцнешниот период на денот, меѓутоа мора да се наоѓаат решенија за сите проблеми. Така да горе-доле бев спремен, голема разлика е во начинот на живот, огромна разлика, ја немате таа, барем јас ја немам таа слобода која што имав како спортист, како извршен директор на Вардар. Навистина поголема слобода, иако како се јас по нешто знам, тренинзи 2 пати дневно, така со внимавање на исхрана, на пример, знам дека на све, нели ве контролира, ве мереа на недела 10 дена, на пример. На една недела, така. Со столе често сите диети на столе му ги имам вака. И ја ги имам пробано сите диети. Беа успешни од цел ден до 11 вечер. Сите диети се успешни, после втората половина на диетите се неуспешни. Или втората половина на денот, после 10 на вечер веќе. Тука е проблемот, после 10. Така да тој дел е малце комплициран да го наречам, затоа што нема работно време, барем јас не, мојот телефон е достапен 24 часа за секој некој што навистина смета дека можам да помогнам на било кој начин и така и пробувам да се однесувам кон сите. Стварно поборувањата се големи, повиците се навистина многу и тоа е една одговорност која што се многу едноставно. Или влегувате со цел и зависи со какви намери и цел влегувате во политиката. Ако влегувате со цел само да бидете министер и да, не знам, зимате икс плата, мене тоа апсолутно не ми е приоритет. Мене ми е приоритет, сум го кажал многу повеќе пати,
ми е да оставам нешто со што ќе се гордеат моите деца, сите оние кои што се бават со спорт и да оставам белег на тука кај што сум бил од позицијата на министер на спорт. Тоа значи да направиме што е можно повеќе спортски комплекси, да направиме што е можно повеќе спортска инфраструктура, да го смениме законот за спорт, да направиме најдобри можни услови за спортот да се развива на најдобро можно ниво. Тоа е мојата сатисфакција, мојот бенефит. Кога ќе го завршам тоа, ќе бидам многу среќен човек, затоа што навистина спортот во последниве 10 години се донесе на едно ниво на подпросек и резултатите ни се такви и затоа немаме ни промоции на нови идоли, немаме во нити еден спорт нов идол, ќе се појави некој олимпиец од време на време, теквондо последниот, ќе се појави кикбокс од време на време, ќе се појави не знам во ракометот, не се масовни во ракометот, држиме константа некоја, пак има успех репрезентацијата, некојаш подобар, некојаш полош, меѓутоа секојаш сме на големи надпрерувања. Така да мора да направиме да ми се допаѓа што викаш кога ќе го завршам тоа, а не ако го завршам тоа. Но може ли да објасниме сега во кратки црти за луѓето кои што не знаат, јас сум дел од нив, што се потпаѓа под ингеренција на Министерството за спорт, односно како Министерството е поврзано со работата на федерациите, со развојните стратегии и така натака. Која е вашата улога во сиот тој процес на овозможување подобри услови и унапредување на спортот во Македонија? Значи, сите федерации кои што постојат во Македонија се финансира од државата. Значи, било која федерација да ја земете, буџетот на И од државата, така бидејќи од министерството, ФФМ и од УЕФА зема многу пари од ФИФА, така? ФФМ трнете на страна, зборам за сите останати федерации. Сите федерации 80% се финансираат од Министерството за спорт, тоест од државата. Како ќе функционираат они и како ги трошат средствата, нивна работа, ние не се мешаме, меѓутоа мора да бараме извештај за тоа како се трошат средствата. Ако гледаме дека нема развој на некој спорт, легитимно е да го повикаме председателот на федерација, да ја видиме програмата, сите тие поднесуваат програма пред почетокот на сезоната, што ќе работат. Основна која бараат средства. Така е. Што ќе работат тековната година. До сега немало да се бараат и резултати од нив. Сега ние го наметнуваме тоа како еден услов за повеќе добивање средства, тоа е подобри резултати. Доколку ми поднесете програма со која што барате X средства од државата и вие во таа програма во спортот не може да дадете ветувања. Вие не знаете што ќе се случи. Така е. Меѓутоа прогноза од до можеме да даеме и некоја средина и средишен резултат да извлечеме можеме. Сега ние бараме и ја почитуваме секоја програма на секоја федерација. Меѓутоа за тоа бараме резултати. Доколку резултатите на вашата програма која што се доставиле не се исполнува нити во поголемиот дел, ако е под 50%, средствата ќе се намалат. Или може да биде имате влијание во избор на немате. Секоја федерација сама си бира, да. Не, председателите на федерациите ги бираат самите клубови. Меѓутоа, ако има лоши резултати, би требало клубовите да се заинтересирани да ги променат нешто. Министерството на вистина за спорт финансираме све. Се што гледате во спортот се финансира од освен ФФМ. Добро, тоа ми беше спорно, меѓутоа сега воспоставуваме една добра комуникација и со новиот председател на ФФМ, да почнеме да ги помагаме ни. ФФМ е сериозно мокна институција финансиски, добиваат средства од УЕФА и од ФИФА. Меѓутоа еве сега ќе излеземе во пресет за финансиски да помогнеме за патување кои што треба да го имаат и тоа е во ред и така треба да биде. Супер. Меѓутоа сите оние останати федерации буквално 80% од буџетот го добиваат од нас. Сите буквално. Сите. Секоја федерација која што можете да замислите, а има многу повеќе од што мислите дека постојат, има федерации кои што ни јас не сум знал дека постојат, се финансираат 80%. Кога дошле по паричка, сега ги Сега кога доаѓаат, да, сите ги дознаваме. Меѓутоа, тоа е најважниот дел, да сите направат програма која што е реална и базирана на реални очекувања во спортот. Блиц, само сега да не го заборавам за подосна прашањето. Дали електронскиве спортови влегуваат некако под ваши ингеренции? Во спорт се, да, имаат дејност спорт. Меѓутоа, да бидам искрен, не сум некој голем поддржувач на тој дел, затоа што веруваш во здраво тело. Треба да јас знам дека е тоа голема игра, јас знам дека јас не бев свесен, големи средства, знам дека се вртат. Стварно е голем пат. Да. Па и покерот, ама сега боже мој. Меѓутоа
Јас сепак на крајна денот мислам дека физичката активност на децата и промовирањето на здрави навики е многу поважно од тоа дали ќе постои некој дали ќе помогнеме електронскиот спорт, не знам, со 100 евра или нема да го помогнеме со легитимно, бидејќи на крај на денот вашата задача меѓу другото е да водите сметка како сите наши заеднички пари се трошат. Колку поздрави луѓе, толку помалку обтоварување на фондот, на медицината, на здравствениот сектор, тие пари може да се вложуваат во други сектори и тоа е тоа. Тоа е политика, тоа го почитувам. А ме интересира развојните стратегии. Например, еве за боксерска федерација има некаков план. Сами ли си ги прават? Имате ли тука влијание? Пример, да му кажете, слушај, мора да имаш некој со олимписка норма до 2032 година. Па тоа кажав, ние наметнуваме сега тој да речеме позитивен притисок кон секоја федерација, за да знаат дека средствата нема да им доаѓаат за тоа што се председатели на федерација. Мора да испорачат некакви резултати. Да нема медиокритет или салонско водење на федерации, ќе си регистрираме сега. Имаше многу и има многу во спортот такви тој тип на луѓе. Улежани затоа што многу е лесно да вие добивате средства од државата и да си играте клуб или федерација. Меѓутоа треба да имате некаква одговорност. Апсолутно, да. За резултати треба да имате општествена одговорност да промовирате вистински вредности. Не може, не знам, имаше во минатото председатели кои што со своето однесување промовираат други вредности кои што не се во склоп на нашите размислувања како треба да изгледа спортот и државата и општество и младите. Генерално, така да мораме да сите заедно, спортот е врзан во многу сегменти. Спортот е врзан и со образование, и со здравство, и со спорт, и со едукација на тие деца, ако сакате, дисциплина, дали е тоа физичка дисциплина, дали е ментална дисциплина, како сакате, меѓутоа врзува повеќе гранки во општеството и во развој на еден човек. И секој некој што се бави со спорт е многу подисциплиниран во своето функционирање понатаму во животот, без разлика дали ќе стане успешен спортист, помалку успешен и неуспешен. Тоа е апсолутно неважно. Односно спортската дисциплина од спортските денови се наоѓа корисна сега во обавување на Се наоѓа ли време за тренинг малце за да се одржи? Па ја скоро секој ден наоѓам време за да извежбам. Секој утро го носам моето детенце во Душан во училиште во 8 часот и заминувам да 1 час извежбам во теретана или да истрчам. Тоа е навикот која нема откажување. Претпоставувам и ја препорачуваш кој може да си го организира така денот? Па треба малце повеќе откажување, треба порано станување, треба поголема организација. Треба, меѓутоа доколку сакате навистина може да се најде време и стварно препорачувам секој некој што може, препорачувам затоа што во текот на денот и сте порелаксирани, и сте поконцентрирани, имате повеќе енергија за сите оние предизвици, затоа што ја не сум отишол во овие, ајде да кажам, 9-10 месеци, нити еднаш пред 18 часот да заминам дома. Така да полесно денот, сега малку ги ставивме работите под контрола, па можеме, ајде доке 17 часот, 17 па да си заминеме дома. Откако се подсредија малце. Сега малце се стабилизира работите, меѓутоа знаеме да останеме и до 18-19 доколку има потреба. Така да тренингот ви дава и повеќе сила и концентрација да сите оние луѓе кои што доаѓаат на дневна основа да ги примите, да ја примите таа негативна, затоа што голем дел доаѓаат луѓе. Со мака треба да примите таа негативна енергија, да ја трансферирате, да им испратите позитивна енергија и тие луѓе да отидат со некакво си решение за нивниот проблем. Така да не е тоа едноставно. Разбирам, да, јасно ми. И треба да се практикува спорт што е можно повеќе за да на крај на денот и јас да бидам пример со самото тоа на сите оние кои што сака да се бават. Една идеја сега малку на шега, ама не е лошо една трака да имаш во кабинет и која ти ги кажуваат маките да мора да трчаат за и тие да си помогнат во процесот на трансфер на енергијата. Јас се случи 2-3 пати имав рано состаноци и не можев да отидам на тренинг. Тие 2-3 дена после си го враќам назад, нели? Размислувањето понапнат, поуморен, по така нетрпелив за одредени работи. Така да практикувам скоро секој ден. Добра препорака е тоа.
Ќе дојдеме и до делот на според колкава е застапеноста на спортот во образованието, но претходно дури бевме кај федерациите, да не заборавам. Колку сте отворени за нови спортови? Сега се измислуваат разни нови. Не зборувам електронски, нали? Физички, на пример, имаше еден, не се сеќавам точно на името, некој софтбол, мофтбол. Текбол, така? Со свиениот... Со свиениот текбол, да. И пример сега се собираат дечки, викаат ајде нов спорт и во Македонија да го промовираме, ќе правиме федерација. Не знам дали има направено. Нема дејно спорт добиено. За да функционирате во Македонија, за да добиете од Министерството за спорт дејно спорт, мора да има лига, да се надпреварувате. Разбирам. Не може да значи се да го собереме... омасовите сами прво малку, така па после мора да почнете од негде, не може ние да ви го промовираме. Ние може да помогнеме во вашето функционирање, а не може ние да треба да има 5-6 клубови, минимум 5 клуба. Ако има реална потреба, значи така. Ако има реална потреба, знаеш, сега може да се направат федерации за се што и да доаѓаат да бараат средства. Затоа и прашувам. Да, така да ја имав такви случаи со прошлото субвенционирање од државата. Во минатото се субвенционира сите трети лиги. Оние што ги затекна или начинот, во минатото се субвенционирале и трети лиги. Во се што. И сега мене логично, ние немаме, еве да речеме, не знам, кој спорт сакате земете, во еве фудбал нека биде. Трета лига во фудбал кај нас, ние гледате што случува со првата лига. Може да замислите како е во втората лига, а па во третата како е. И сега ја викам, мене ми е пологично и така беше размислувањето. Да трета лига во нити еден спорт не се субвенционира од државата. Тоест тие пари што се за трета лига да отидат во втора лига и во прва лига, со тоа што прва лига ќе бидат повеќе задоволни од субвенциите, втора лига нормално, а третата лига да, нели, биде рекреативна лига или за младински фудбал. Звучи логично. Логично е. И имав сега, знаете, кога ќе прекинете некој финансирање на нешто, одма проблем. Одма има реакција. И сега мене ми е свесно сум за тоа, меѓутоа мора да го поминете тој пат за да треба да истрпите некој момент на, ајде да го речеме, на проблеми, за да стигнете до поголемо нешто. Но кога се нужни субвенциите, бидејќи ние имаме ли профитабилен спортски клуб во Македонија? Некој да работи со профит, екшели? Има, меѓутоа тоа е прашање за една друга тема, финансиски да навлагаме. Има финансиски во фудбалот, во другите спортови не. Во фудбалот има, меѓутоа прашање друго кој ќе треба отвориме како они тоа доаѓаат до тој профит. Разбирам. Не е како Манчестер Юнајтед дека продава милион дресови, годишни карти и така натака. Па видовте сега пример еден многу едноставен, сега последно случување со Кожуф и со Башкими. Значи такви има повеќе примери и затоа ние одлучивме во координација со Фудбалска федерација на Македонија да го почекаме нивниот извештај. Веќе извештајот од нивна страна направен, сега се вмеша и обвинителство и полиција. Кога тоа ќе се потврди, ние веднаш ќе одземеме дејноста спорт на тие два клуба и нема веќе да може да се надпреваруваат во било која лига или клубовите да постојат. Греота е за клубовите. Греота е за клубовите, меѓутоа ако не се санкционира местењето, ако не искорените таа да речам тоа зло, точно ќе се расшири многу брзо и ако остане неказнето, многу брзо другите ќе увидат дека не се казнува и може да помине лесно и ќе може да се манипулира и со резултат, да се манипулира и со на крајен ден се манипулира со чувствата на сите тие навивачи. Кожуф си има свој навивачи. Така е. Башкими верувам дека и они си имаат. Сигурно. Значи сите оние луѓе кои што го водат клубот или оние кои што го направиле тоа, едноставно манипулираат со сите навивачи, со градовите во кои што од кај што доаѓаат. Барса изгуби болен пад на фијас 3 дена, не па да ти е стварно клуб малскиот или градскиот и да видиш таква бламажа. Оние кои не знаат за што зборуваме, подобро да не знаат, не сакам ни да им раскажам, нити да им кажам, погледнете го видеото од голот во 94-та минута на надпреварот Кожуф Башкими, немојте да го правите тоа, бидејќи ќе ви се одмили и спорт и се живо и диво, повеќе не мора да кажуваме, обвинителство чим се вмешало. Така. Но ако се потврди, вие чекате извештај или обвинителството што ќе каже? Не, обвинителство не го чекаме. Ние чекаме само од ФФМ. Од ФФМ извештај и ако се утврди доколку ги суспендира ФФМ од надпреварување, ние веднаш ќе ми одземеме денес. Имаше претходно и во ракометот, исто во истиот регион. Гевгелија исто беше Гевгелија и РК Скопје, ракометот. Тоа беа исто едни ужасни сцени. Скопје, да, во ракометот си дава автоголови самите на себе. Да.
И јас како министер тоа не можам да го дозволам. Мислам дека поитна постапка му земавме лиценцата спорт. Сега прашањето кое е? Тие луѓе кои ги спречува утре во нов клуб да се ги спречува затоа што за да добиете субвенции од државата треба да се надпреварувате минимум 3 години. Така да и да се направи нов клуб, они направија нов клуб во Гевгелија. Да, затоа прашувам. И мислат дека го изманипулира системот, меѓутоа 3 години немаат право на субвенции. А има ли шанса па и индивидуално што е ке уште по или видите, не може во групен спорт индивидуално да биде. Значи, ако знаат двајца, тие двајца ќе кажат на двајца своји најблиски, ќе бидат четворица. Можно ли еден играч да намести утакмица? Не може, така? Не. Тоа мора да биде голема организација. Ако е голема организација, секогаш има простор да нели кога тие луѓе така играат. Ја не знам, тоа спортски кладилници не играм. Меѓутоа, тие што се, ако се десетина, ќе кажат на 10 своји најдобри другари, ќе биде вака, уплатија у кладилница тој резултат. Па тие што им кажале 10 имаат своји добри другари, па ќе им кажат и ќе се расчуе, така да не верувам дека може 1 до 2 да наместат во групен спорт. Сега тенис, индивидуални спортови, тоа е сосема друго, меѓутоа во групен спорт не. Да спојам сега две нешта од последната реченица. Обложувалници и субвенции за спорт. Една од првите одлуки, односно не одлуки, најави за нова политика во спортот беше дека дури и спортските легенди кои што рекламираат обложувалници ќе бидат лишени од државна помош. Тоа е нешто, еве искрено се како човек да кажам, со кој што јас длабоко се согласувам и не сум можел да си објаснам сам на себе како е возможно. Сега зборувам, еве ќе одам во светски рамки. Еден Роналдиньо, еден, не знам, Батистута, значи врвни биле во свое време во најдобрите 3, 5, 10 играчи во светот. Направиле пари какви што не може да ги добројат. И на крај ти влегува во реклама за казино или за кладилница. Да, тоа е прво ние не може да се споредуваме Македонија со светот, нити со Европа. И ја би го поделил во два дела. Ајде, ме интересира. Прво е дека сите тие кои што зимаат, ги напоменат и некои од тие средствата не ги зимаат за себе. Тие се по автоматизам уплаќани донации за деца без родители, за не знам на ранливи категории. Во Македонија? Не во Македонија, зборам за надвор. Да. Добро, Ја не верувам дека, сигурен сум дека тие не одат за нив средства и тоа тие го прават за да помогнат на дека немој на Роналдиньо дојдено до 100.000 евра од некоја кладилница. Така не. Додека кај нас е ситуацијата сосема поразлична. Мене имаше приговори, да, ама гледаш, вика, и во Србија рекламираат. Точно. Ама ние не ја гледаме Србија, ние гледаме Македонија. Ние сакаме нашата држава да се заштитиме. Што прават у Србија не ме интересира. Што прават у Италија апсолутно не ме интересира. Дај ние што правиме во Македонија да видиме. И така беше, имавме еден така состанок, да го наречеме, кој што јас понудив две решенија на луѓето кои што се занимаваат со тоа и морам да признам дека во една пријателска атмосфера ги решивме тие несогласувања и може да видите дека повеќе тоа е така, да, и нема. Јас сметам дека тоа е исправно. Нели, се може некој да каже ова е отворен пазар, бизнис, секој има право да заработува? Не, видете да ви кажам нешто. Во моето размислување не може никој и ништо да биде над интересите на државата и над јавниот интерес. Јавниот интерес е народот. Океј. Никој не може да биде над тоа. Кој е тука јавниот интерес, да објасниме? Јавниот интерес е не смеете да промовирате нешто кое што деца привлекувате да се коцкаат. Бидејќи вие сте идоли на тие деца. Тоа е. Вие сте идоли. Утре мојот син може би гледа идол во вас. Твојот син не е важно. Да. Сите деца наши. Ние мораме младината да се заштитиме. Вредностите што ги промовираме да се вистински вредности мора да се промовираат. Државниот интерес е тоа, да има здрава нација. Јавниот интерес е народот да не оди да се коцка, не може вие да промовирате. Вие, јас им кажав и на казината и обложувалници. Ја немам апсолутно ништо против да спонзорирате клуб, репрезентација, градете игралишта. Тоа функционира и тоа нема апсолутно никој проблем. Меѓутоа, спортисти, да, вие ги користите за да седат на маса и да се коцкаат и да, ајде не споменувам имиња, ќе дам пример, намигана женска, па и одимус, тоа се апсолутно вредности кои што барем јас не можам да ги прифатам, затоа што сакам да поставиме на границата кај може да се оди во оваа држава у делот на спонзорирањето и на
рекламирањето барем во тој дел. Сега личните ликови не ги користете за реклама. Градете игралишта, изградете градинка, ние имаме буџет за општествена одговорност. Супер. Спонзорирате клубови. Ама тоа се, окей, тоа се кладилниците или казината, но а што викаат инволвираните? Еве, она што би сите видоа мојата решителност, дека нема да застанам тука. И јас бидејќи и за нив, не сум сигурен дека до тие пари им дошло. И свесни се за својата големина. Па добро, мислам дека сите ја увидоа својата грешка, меѓутоа требаше сега да не се глорифицирам сам себе сега. Добро, окей. Меѓутоа требаше некој да ги освести и да каже дека видите, ние не сме минатата влада, ние сме нова влада која што сакаме поинаку да работиме. Сметаме дека ова не е добро, прифатиле. Ова не е добро, не е во интерес на државата, не е во интерес на јавниот интерес, не е во интерес на никого. Нити во нивни личен. Имаше многу негативни коментари за самите нив од јавноста. За жал. И сите си... А сите до еден врвни во точно тоа. Ја имав понуда од една, да не спомнам. 3 годишен договор, окей сума, може да се купи еден стан од таа сума. Меѓутоа ја апсолутно нити помислив да било што да прифатам такво нешто, затоа што на крај на денот моите дечиња утре ќе ме гледаат. Јас сметаш дека не е етички, да. Промовирам казино, кладилници, не знам, икс работи таму, брзи кредити и така натаму и така натаму. И сите тие дојдоа кај мене и од една компанија за брзи кредити и тие рекламираа така, па малце беа уплашени. Ја секогаш зборувам искрено. Има два начини. Сакате да одиме со поубавиот начин и со полошиот начин. Во интерес на сите е да го решиме ова на убав начин. Ја не го правам за мој интерес. Ја го правам за интерес на нашето општество, нашата младина. Многу едноставно. И викам, финансирајте, градете градинки, реновирајте градинки, игралишта градете, спонзорирате клубови, федерации. Вие што мислите? Никој не ви се вратете на општеството што ви овозможува да се бавите со одредена мора да бидеме сите општествено одговорни. Сите. Твојата општествена одговорност не значи дека финансиски можеш да помогнеш. Твојата општествена одговорност треба да биде да промовираш вистински вредности, да ја кажуваш вистината на телевизија. Мојата општествена одговорност е друга. Секој од нас мора да има општествена одговорност. Тоа не значи се во финансии, меѓутоа дека сите треба да се освестиме дека имаме одговорност према нашите деца, према нашето општество, мора да биде приоритет и никој ништо не сме, ќе повторам уште еднаш, да биде над државата, над јавниот интерес. Темава е, може и длабоко да одиме, само немаме време за тоа, ама да не остане некажано. Јас имам многу размислувано и за тие брзи кредити. На Алфа има реклами, сигурно, не знам, но предпоставувам дека има, ама не знам, не постојат такви пари на свет кои што мене ќе ми го променат мислењето. Јас имам, бидејќи знам за многу злоупотреби, кои што, дели полиција, обвинителство истражуваат злоупотреби со лични карти, идентитети на луѓе и така натака. Па и генерално сметам дека не треба да сме општество кое што секој трет локал ке или брз кредит или казино, и државата веројатно постои начин како да направи некоја стратегија и да размислува како тоа да го промени. Видите, кога ја почнав јас таа кампања, да речам, ние и на влада укинавме, мислам дека 5 лиценци за онлайн облажување. Укинавме, значи покажавме и како влада, не само јас како министерство, меѓутоа и како влада дека стоиме на делот дека никој ништо не може да биде над промовирање вистински вредности. Сега можеби во интерес на влада од финансиски аспект беше да има што повеќе. И ние сите прифаќаме да имаме што помалку, меѓутоа треба да се знае дека ние сакаме здрави деца, здраво општество и вистински вредности. Од друга страна па не може се да забраниш. Бидејќи видите, се не може да забраниме, нити тоа ни беше целта, меѓутоа мора да се стави рамка до каде може да се оди. Рекламирање да. На крај на денот јас со моите пари ако сакам, луѓе одат во Монте Карло, нели во Лас Вегас, тоа е доживување. Одам да се коцкам. Ако некој сака има паричка, нека си го прави, но да не биде тоа е лично право. Да. Меѓутоа ние зборуваме за средствата од казината каде ќе се финансираат, да не се промовираат лоши вредности. Дали ја спомнав инфраструктурата. Кај се најголемите проблеми на тоа поле? Кога инфраструктурата во прашање? Спортот генерално кој ќе земеме, најголемите проблеми се во инфраструктура. И затоа ние почнуваме од таму. Колку мултифункционални игралишта се? До овој момент имаме
изградено и реконструирано 23 мултифункционални игралишта. Низ цела Македонија, во периодов ќе завршиме уште 10 или 15, а до крај на годината мислам дека ќе стигнеме до една бројка, да ја заокружиме една бројка од 100, што е една убава бројка за почеток. Ја реконструираме во теке салата во Расадник, ја кажав на почеток. Тоа е голем проект, да. Тоа е сериозен проект. 20 години Орце Георгиевски го најавивте заедно. Да, заедно бевме. Тој дури и вети амбициозно дека Вардар ќе го враќа таму. Па така разговараат они, јас не можам да зборам, меѓутоа он ги покани раковитниот клуб Вардар да се вратат во таа сала. Тоа е нели домот. Па таму Вардарот таму доаѓа. Да. Уште беше Вардар ватростално, јас го Вардар ватростално таму доаѓа и мислам дека е убава приказна. Нешто што 20 години беше запуштено, таа сала повеќе од 15 години беше затворена. Нешто што беше руина и се уште е руина. Да го направиме еден убав спортски комплекс кој што ќе има со мини плоштад, ќе има доле теретана, ќе има кафич, ќе има игротека за деца. Нешто што е 20 години запуштено, да го направиме пак крајен бенефит да имаат луѓето кои што живеат таму и спортот. Кога е идејата дека тоа би се завршило? Па мислам дека ќе се заврши до крајот на септември или до крајот на октомври. Вау, за неколку месеци. Да. Така да правиме напори да се заврши. Други сали во други не само општини во Скопје, градови во Македонија. Да, направивме во Радовиш реконструкција на спортската сала комплетна. Направивме атлетска патека во Гевгелија, ги направивме игралиштата. Сега почнуваме до крајот до летниот период. Сега објавуваме или во не знам, мислам дека е објавен јавен повик за изградба на спортска сала во Војната академија, која што е една многу убава приказна. Таа е во склопот во аеродром во делот на војската, ако знаете каде. Да. И таа сала ќе служи и за војните питомци, има повеќе наменско, да го кажам, ќе има повеќе бенефити. Академците војната питомците ќе тренираат таму затоа што нема апсолутно никаква сала. Во околината има 2 училишта. Училиштата ќе може да ја користат таа сала и кога ќе завршат училиштата нормално ќе биде отворена за сите спортски екипи да може да ја користат. А салите по школите под ваша ингеренција си или под Министерството за образование? Не, тие се под образование. Под Министерството за образование. Ние ги градиме салите кои што не се во склоп на... Каква координација имате со министерката Јаневска? Немаме проблем, ја и повеќе од спортски игралишта што ги правиме мултифункционални, се во училишта. И практично тоа не е моја обврска и наша обврска кон Министерство, меѓутоа во интерес на развој на децата, спортот, развивање и така натаму, го правиме тоа, нормално координација со сите директори и со градоначалниците и на крајен денот со Министерството за образование. Имате ли влијание во креирање на програмата во школите, односно тоа колку и какви видови на спорт учениците ќе учат? Треба да стои еден голем проблем и голема работа. Ние имаме една програма, не знам дали се упатени, постои Федерација на училишен спорт. Таа е најмасовната федерација, врзува најмногу деца, сите училишта се надпреваруваат во лига. Во некакви лиги, да. Во лига, да. Малце таа федерација не доби внимание во изминативе години или не го тераа тоа на начин кој што ја мислам дека треба да го работат. Имавме неколку состаноци со претседателот на таа федерација. Се договоривме во кој дел ние мислиме дека треба да помогнеме повеќе финансиски, да се смени начинот на кој што ќе функционира таа федерација и да тоа е најмасовен спорт. Таа федерација кај што највеќе врзува и ние мораме да обрнеме внимание на тоа. Таму доаѓаат сите професионални спортисти. Таму си и основни и средни школи во таа федерација? Да. И училишен спорт, да, тие средни школи само се. Аха, средни школи, да, средни училишта. Така да и таму ќе правиме некои промени, начин на кој што функционира лигата. Во кои спортови се надпреваруваат? Во сите спортови. Во сите? Да. Добро. Во сите спортови се. Така да мислам дека тоа е едно нешто кое што мора да обратиме внимание. И имаме една уште програма како почеток на ова со училишниот спорт, а тоа е во градинките, пак е повторам, иако тоа не е под нас, тоа е под труд и социјала и под образование, меѓутоа во градинките ќе направиме од септември, ако стигнеме, мислам дека ќе стигнеме, во секоја градинка направивме едно истражување околу низ Македонија има сите приватни држави околу 65.000 дечиња во градинките.
приватни и државни се Добро, заедно. добро. И ние во сите тие градинки, кај што се дечињата, ќе изградиме спортска инфраструктура на кој што дечињата ги поделивме од две групи, од 2 до 4 и од 4 до 6 години. Супер. Ќе држат по 2 часа неделно со тренери специјализирани за развој на децата на таа возраст. Одлично, одлично. Значи ќе изградиме, не знам, сега симптоматично и можда е банално, меѓутоа за дечињата од 2 години ќе се изградат специјализирани справи за спорт кои што се соодветни на возраста, нивната возраст. Да. Не знам дали е поминување под некои круови, па качување на скали. Значи со професори, тоа е една програма која што мислам дека до септември ќе стигнеме и КЕА испромовираме, затоа што се повеќе деца има уште во градинките со искривен рбет. Од таму почнува веројатно, да, така. и тоа е проблем затоа што дури и децата од градинки се занимаваат многу со телефони, пред телевизори се согласувам. И тоа е еден континуитет заедно со училишниот спорт на кој што треба да направиме на крај на денот. Да ги градиме здравите динки, да, од здрава нација, 2 години здрави па навики, децата да створат здрави навики и да пак ќе повторам на крај на денот се изградиме здраво општество и здрава држава. Како во Барса, Ламазија, нели? Од мали ги учат како да играат играта и понатака. Слично нешто и ова. Така. Сакаме да направиме континуитет. Додиме малце сега на субвенциите. Ајде. Цитирам, Република Македонија го одреди државниот буџет со кој ќе се помага спортот во новата календарска година, се мисли на 25-та. Ќе бидат распределени 440 милиони денари преку Министерството за спорт. Информацијата е објавена во службен весник. Прочитајте објавата на државните органи во целост и има таму кој, како, што, колку зема и така натака. Сега, прво да прашам, овдека ли влегуваат оние ваучери за кои што имаше спорни распределби случаите? Прво да објасниме нели како функционира овој механизам, односно објаснивме преска, нудат програми, така вие субвенционирате. Да. Но што е со ваучерите? Зошто беше толкава битка за нив? Што беше спорно околу нив? Па спорно беше затоа што критериумите за добивање на така наречениот ваучер беа многу општи и многу имаше манипулации со нив. Ваучерот во принцип нивниот што го дава претходно беше едно ливче на кое што ќе ви напишат колку пари сте добили и вие треба да дојдете до компанија и да компанијата наместо да плати ДДВ, ДДВ ви го менува, па ни фосуја, па еден процес кој што беше апсолутно комплициран. А на тоа се темелеше дека во суштина ќе ослободуваат компании што ќе ве помагаат? Да. Добро. И се роди еден многу голем простор за манипулација, затоа што и некакви си комисии имаше во Агенцијата за млади спорт кои што одредува на база на нереални критериуми кој колку ќе добива. Имаше еден многу голем хаос. Тука може и спонзорот да си пере пари преку... Па затоа кажуваме, имаше и компании кои што, да речеме, викаат, ќе ви го сменам, вратете ми 20%. Тоа се тие обвиненија за перење на пари од 5 милиони евра, тоа е тоа. Добро. Ние направивме со самото наше доаѓање, направивме измени во законот. Наместо да се играат сите овие игранки, ние ги добиваме тие пари на сметка на Министерство за финансии, на Министерство за спорт и ние ги распределуваме тие пари. За да никој утре не оставиме простор на било кој клуб или федерација да му побара процент, нели, па да одите да молите, да барате. А нели може компанијата, X компанија да каже, пример, не знам сега како е тоа регулирано, наместо да се прави ваков механизам, да рече јас сакам да донирам во спорт. И дајте ми улеснување. Компаниите сака наместо да платат данок да спонзорираат. Или добро се плати си данок и од данокот ќе трансферираме во... Па тоа беше комплицирано. Сега ние направивме, не постои веќе тој ваучер, ние средствата ги делиме директно на клубовите. А има ли компании ослободување даночно ако или просто данок си е данок? Не, данок си е данок. Мора да кажам, многу поедноставно. Ние буџетот од државата го земавме и државата си го распределува. Истите пари се, така само вака почисто. Истите пари се вака почисто. Финансии вика спорт буџетот толку и вие делите на чиста работа. И ние направивме, ги поделивме спортовите најпрво за да има за да се знае, не може секој спорт да биде третиран исто. Има национални, екипни олимписки, индивидуални олимписки, неолимписки, така? Тоа се 4 категории. Да. Ги поделивме најпрво на олимписки и неолимписки спортови. Добро. Затоа што не може неолимпискиот да добива средства колку што добива олимпискиот. Олимпискиот е врвот во спортот. Добро. Ги поделивме на индивидуални и колективни спортови и ги ставивме во колективните, да речеме, ставивме кои се најуспешни спортови. Успех во спортот значи натпреварување големо, колку пати сте били на европско, светско. Добро. И ги ставивме и во тие 4 ги ставивме ракометот, кошарката, фудбалот и одбојката. Добро.
и направивме еден систем кој што значи добивате пари според заслуга. Според заслуга значи според вашиот пласман на табелата. Ако сте први, добивате, не знам, 10.000 денари. Големи се парите, меѓутоа карикирам со сумица. 10.000 денари. И за да нема манипулации, за да не можам нити јас, нити било кој од министерството да може да манипулира, направивме математичка ситуација да кој што не може никој да го промени начин на финансирање. Формулата си е таа и тоа е тоа. Првиот зема 10.000 денари, да речеме. Добро. Вториот зема 0,28% помалку од првиот. Третиот зема 0,28% помалку од вториот. И така надоле. Значи, формула која што ја не можам кој утре да ургира кај било кој од министерството и да рече те молам помогни ми, ако си седми, а за седми зимаш 6.000 денари, ја не можам да те ставам тебе пети да бидеш, кој имаш пласмана табела. Да, биди подобар. Федерацијата ни плаќа, ти си завршил први, овој завршил втори, јас сум завршил трет, и ние не можеме да манипулираме никако и оставаме нула простор за манипулација. Така да спортот се научи и видите, сега овие што се од погоре, екипиве помалце ќе земат. Затоа што во претходно било, не знам, првите 3 зимале по 25.000 денари, ама четвртиот зимал 6. Разбирам, да. Не разбирате? Сега по-фер е. Со самото тоа вие стварате демотивиран си, да, стварате нееднаквост. Нееднаквост, да. Да, да. И нелојалност, ме разбирате? Свака сега, првите сега има, нели, негодување кај првите затоа што се еднакви, ама ја мислам дека спортот мора да стартуваме сите еднакви. Јас се согласувам, бидејќи NBA тоа го има решено со Salary Cap. Со она колку пари смеат да трошат вкупно на плати, па за да има еднаквост некоја. Инаку во фудбалот има проблеми тука. Сите треба да почнат горе-доле исто. Не може да биде еднакво, меѓутоа еве овој процент од 0,28% мислам не е разлика. Види, ама Вардар влече спонзори, Кожув не влече спонзори како Вардар. И се во Вардар ќе влезат пари, ќе купат подобри играчи, има шанса да одат напред, како пример спомнам. Затоа го направивме вака да биде по еден принцип кој што е стварно без можност за корупција. Немаме уште многу време, мислам дека уште некои 10 минути може да те задржам. Може? Ајде. Дали клубовиве кои што добиваат субвенции се посебно стимулирани да работат со млади категории? Дали доволен број на млади луѓе спортуваат? Дали имаме некои статистики како било пред 15 години како е денес? Еден од најголемите проблеми со претходниот тој ваучер има стаено критериум што повеќе деца имаш, повеќе пари добиваш од државата. Тоа на хартија може би делува окей, меѓутоа во Македонија кај нас ние направивме анализа и затоа го трнавме тоа. Добро. Направивме анализа и проверивме дека има многу клубови, да не речам 90% од клубовите се, има чест на исклучоци, меѓутоа 90% од клубовите прикажуваат фиктивни имиња на деца. Фиктивен број на деца. Вау. Ќе земат име и презиме и ќе го достават. Дека детето нити знае дека се бави со спорт, нити знае во кој спорт игра, а фигурира и они на база на тоа земаат средства. Така да мислам дека се уште на ова општество му е рано наше општество е рано да даеме тотална слобода, мораме поголема контрола и ние тоа го трнавме и направивме да секоја федерација во групниви спортови да речеме на оние Final Four што ќе играат 4 најдобрите младици добијат дополнителни средства од државата. Фер, звучи фер. Првиот ќе земе, не знам, 100 денари, вториот ќе земе 150, 95, па 90 и 85, така ги направим. Дополнително ги стимулирам федерациите за да ги наградат они младите, оние клубови кои што имаат во млади категории успех. Така да Имам уште милион прашања, Борко, и штета што времето просто од објективни причини ни е лимитирано за вечера. Ќе си ги оставиме некој следен пат. Ама едно кој што сакам да те прашам вечерва. Преска спомна се споредувале со Србија кога зборувавме за рекламирањето или се споредуваат ли некогаш со Србија? Еве, пример, кои се резултатите во прашање, односно зошто во колективните спортови, па и се во некои индивидуални, еве, Джокович, многу индивидуално. Но зошто многу имоди толку ли се физички супериорни во однос на нас или психички или не знам како? Не. Нели? Во што е трикот? Каде е чарка? Трикот е во финансирање на прав начин. Добро. Во Србија, да речеме, ние во регионот сме единствена држава
која што финансира комплетно спорт. Во Србија приметувате државата финансира само Звезда и Партизан. Не директно како држава преку државни компании. Да. И тоа два клуба финансира. Во фудбал Звезда и Партизан и во кошарка Звезда и Партизан. Друго не финансира. Така е? Така е. Друго не финансира. Ние од кога сум јас министер, значи еве неполни 10 месеци ги кажеме неполна година, со завршувањето на овие субвенции ќе исплатиме 20 милиони евра во спортот. А резултати нема никакви. Апсолутно никакви резултати нема. И се постава прашањето, и моето прашање е често, што добива државата од ова финансирање. Значи, за секоја некоја инвестиција треба да имате бенефит. Така е, да. Освен тоа што, да речеме, развиваме спорт, млади деца, здраво промење, здраво општество и така натаму, меѓутоа што добиваме од резултати? А не е толкова нуклеарна физика. Еве, во Вардар беа насочувани пари, може така да кажам, неколку години стратешки, нели, преку Самсоненко и така натака, Вардар дојде да игра во Лига Европа, што беше незамисливо. И во било кој клуб во Македонија да влезе сериозен спонзор, да работи 3 години, 4-та година ќе излезе во Европа. Вите, они Хрватска како функционира? вие... Динамо има цел бизнис модел базиран на играњето во Лига на шампиони и има една фантастична школа за млади фудбалери. За трансферите мислам дека Динамо е број 1 на Балканот, буквално. Какви имиња нема извадено Динамото е комшии се. Ама Динамо знаете колку пари добива од државата? 1 милион евра само. Другите општествено одговорни компании, другите се базираат синовијат на приватници кои што инвестираат и си гледаат свој интерес бизнис. Да. Од тоа продавање на играчи, они земат процент, меѓутоа на крај на денот тоа е успешна приказна. Така е, се согласувам. Така треба да биде. Се согласувам. Треба да има резултат, треба да има промени на вредности, меѓутоа треба да има и бизнис интерес за тој што вложува. Заклучокот е, можеме и ние, треба... Можеме многу лесно. Еве, ние направивме само на кратко една програма кај што ги издвоивме сите наши најуспешни индивидуалци. Добро. И ги ставивме во една графа и ние дополнително ги финансираме нив директно. Значи, да речеме, го ставивме Иџе во таа група. Добро. Ја ставивме на Јана Атанасовска скијање. Ако не е Лина, да ја ставите? Не, Лина е во подминати години. Аха, добро. Она е веќе во подминати години. Или за таленти, да, или за таленти, има други деца кои што помлади. Или таленти кои што им треба финансиска поддршка. Не знам, го ставивме, не знам дали пратиш овој малиот Христијан Бузалковски сега на 24 часа Леман. Да. Баш читав за дечкото пред 2 недели, така се воодушевив. Да, 24 часа Леман, они уште еден Кочовски, мислам дека се презива другиот дечко, ги ставивме нив двајца. Ставивме уште еден Даријан, талентиран скијач. Го ставивме Бобан, кој што е кикбокс, може да ни донесе. Ставивме, не знам кој ставивме, една група кои што се индивидуалци, Дејан Георгиевски, теквондо е тука. Значи ставивме една група кои што директно ги финансираме нив, дополнително, Ѓуретановиќ малиот е на спис. Значи сите оние кои што нешто можат да направат некој блесок во индивидуален спорт, се на тој список и ние ги финансираме директно. Нив не порано беше мораш на федерација да пуштиш, па федерацијата да направи план дали он ќе биде не биде, сега ние ги наоѓаме овие што се поталентираните и ги финансираме директно, парите од преку федерација, меѓутоа се не смеа да се трошат за ништо друго, сем да се прераспределат, да се префалат на нив. Така да тоа е еден начин, мислам дека ќе донесе во блиски иднина резултати, затоа што за да одите на подготовки ви треба дополнителни средства и све тоа кошта, посебно во индивидуалниот спорт. И мислам дека со оваа поддршка еве ние и со Јана мислам дека заврши на 25-то место во светот и 28-то. Сега не разбирам скијање толку за да можам да бидам конкретен, меѓутоа во светот да бидете мислам дека 19 години има девојчето и како ние тој резултат или тој талент да не го поддржиме. Апсолутно да. Така да работиме напорно. Океј. Добро и да се имаат нели примери кои што ќе се следат, затоа што очигледно ако може тие можеме и ние, мислам не. Видите, еве Џоковиќ ќе го земеме за пример. Џоковиќ е може да и се случале неговиот родител кажува дека земал пари под камата за да може да го isfinansира, значи државата не го финансирала. Значи државата не го финансирала Џоковиќ. И ризик е, ти се талент на 5 години, 6 години, ама нели на крај на ден државата вие треба да почнете, а државата треба да
помогне. Не може државата да ве зема од дома, да ве финансира и да ве направи спортист. Вие мора сами да стигнете до одредено за да државата почне да финансира да инвестира во вас. На крај, бидејќи мора да завршуваме тука, одиме ли на европско ракомет? Мислам дека да. Добро помина предпоследниот надпред. Во недела е следниот, така. Во недела ќе поминеме добро и ќе се пласираме. Борко Ристовски, искрено благодарам. Ни до пола не сум со прашањата, ама добро е, чиме така имаме, тоа е доказ за две работи. Преретко се дружиме пред камери, тоа треба да се промени и имаш со што да се пофалиш или за што да зборуваш. Ти благодарам за гостувањето вечерва. Благодарам на поканата. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека уживавте во разговорот со поранешниот министер за одбрана, сега министер за спорт Борко Ристовски. До следното гледање, четврток по 22:30. Стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте собствени заклучоци и во духот на вечерашната емисија тренирајте, вежбајте, спортувајте колку што повеќе можете, бидејќи од време важи таа. Во здраво тело, здрав дух. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.